Општина Кавалци е сегаш отворена соработка, кога е во прашање образовниот процес за нашите деца. На наше огромно задоволство овој пат остваривме соработка со Институтот Европа за тебе. Во изминатиот период беа одржани 4 поединечни семинари на тема превенирање на насилството и однесувањето меѓу учениците во основните и средните училишта. Семинарите беа предводени од мултидисциплинарен тим на експерти од Институтот и беа опфатени наставниците од оделенската и од предметните настави, професори од средните училишта, како и стручни соработници. Општина Кавалаци е благодарна што наставниците и учениците имаа можност да се фокусираат на теми како што се правата на децата, правни и психолошки аспекти на насилството и самото однесување во училиштето, последиците од такво насилство и слични други ситуации. За мене ова представува особена чест и задоволство, пред се што Општина Кавалаци заедно со Институтот Европа за тебе ги направи овие семинари и се надевам дека вашето издвоено време не беше погубно, него беше дадена една добра насока, добри препораки и добра обука во делот на менаџирањето како наставен кадар или образован кадар во средните и основните училишта. Денеска не е последно чест задоволство што тука во ова просторија ќе ги поделиме овие сертификати. Овие сертификати се на лична ваша основа, име и презиме, како наставен кадар, како образован кадар и се надевам дека во иднина ќе имаме уште повеќе вакви семинари и сертификати со кои што ќе се гордеете и самите вие, а и ќе ги пренесуваме заедните на ученици. Веќе во оваа сала, јас можам да кажам дека освен соработници, гледам веќе и пријатели со кои што во иднина ќе имаме континуирана соработка и дружење. Дозволете пред се во името на Институтот за европски образовни, социокултурни и економски политики Европа за тебе Скопје да упатиме благодарност на Општината Кавадарци затоа што поддржа и промовира еден модел за тоа како треба да изгледа современ воспитно образовен процес. Благодарност на општината, бидејќи има сензибилитет за да преку оделението на општествени дејности при општината, поддржи проект за развој на воспитанието и образованието, кои што се наменети на два клучни, да кажеме, проблеми, а тоа е превенирање на насилното однесување меѓу учениците во основните и во средните училишта, како и отпочнување еден процес за подобрување на квалитетот на наставата, односно преку интерактивни модели да ги развиеме педагошките компетенции. Но за сето ова да се случеше, ни беше потребна добра координација, субординација од многу луѓе кои што се вклучени во општината како покровители на овој проект. Кога ме прашуваат како ги делите луѓето, веројатно има повеќе критериуми, меѓутоа еден од критериумите според кои што јас ги делам луѓето во две категории. Едната припаѓаат на она кога ќе прашате зошто го правите ова или треба да го направиме, едните прашуваат зошто, а другите прашуваат зошто да не. Од кога оправдано и аргументирано го изнесувате потребата, отпочнува процес кој што се нарекува вклучување и професионален развој на наставниот кадар, на директорите и на стручните служби во 7 основни и 3 средни училишта на територијата на општина Кавадарци. Во втората категорија на луѓе, кои велат зошто да не, припаѓа токму господинот магистер Митко Јанчев, градоначалник на општината Кавадарци, зашто сакаме да упатиме посебна благодарност. Меѓутоа, истовремено мораме да кажеме дека во процесот на координација, субординација и целосна логистика, посебна благодарност упатуваме и на магистер Зорица Вчкова, која што е раководител на оделението за општествени дејности при општина Кавадарци.